почитувани. Јавното обвинителство под контрола на Зоран Заев трет ден молчи во врска со сомнежите и доказите излезени во јавноста за 7 милионскиот криминал сторен од страна на Драги Рашковски при набавка на систем за летање. Информациите кои излегува во медиумите укажуваат дека Рашковски доделува тендер на италијанската компанија Леонардо за набавка на систем за управување со воздушниот простор во вредност од 7 милиони евра, иако важноста на тендерската документација е истечена, спротивно на заклучокот на владата, како и во спротивност со одредени законски решенија, за кои, како што се вели во снимките, требало да бидат сменети. Постојат сериозни индиции дека Рашковски сторил кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување според членот 353 став 5, според кој се заканува казна затвор од најмалку 5 години. Јавното обвинителство треба да се ослободи од притисокот на Зоран Заев и да поведе постапка за расчистување на овој случај во кој постојат сериозни индиции дека е оштетен буџетот на Република Македонија. Со цел непречено одвивање на истрагата, потребно јавното обвинителство веднаш и неодложно да побара определување на мерка притвор за Драги Рашковски и другите вмешани со цел непречено одвивање на истрагата. Јавното обвинителство треба да побара притвор, затоа што постојат сериозни можности Рашковски од позиција на генерален секретар на владата да влијае врз текот на постапката, сведоците, вештаците, соучесниците и прикривачите. Имајќи во предвид дека се работи за државен функционер од висок ранг, кој има сериозен број на контакти во земја и странство, можно е и бегство на истиот. Дополнително, јавното обвинителство треба да побара мерка притвор, затоа што постојат оправдани сомнежи дека Рашковски може да го продолжи кривичното дело и да стори ново дело, особено ако се земат во предвид обвинувањата на поранешниот директор на клиничкиот центар Скопје, Валјон Белја, кој тврди дека Рашковски бил вмешан и во местење тендери и земање провизии и од тендери во Министерството за здравство. Почитувани, очигледно е дека случајот Рашковски добива нови и досега невидени размери. Токму затоа јавното обвинителство треба веднаш да се позанимава со овој функционер, десна рака на Зоран Заев, и да ги истражи како овие, така и другите случаи во кои е вмешан Рашковски. ВМРО ДПМН му поднесе денеска материјал на републичкиот јавен обвинител и доколку тој не ги има видено од медиумите, може да биде запознаен со случајот денес. Доколку јавното обвинителство сепак подлегне под притисокот на Заев и не отвори случаи, истите ќе бидат процесуирани по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, кога ќе има одговорност како за сторителите, така и за прикривачите на низ институциите. Ви благодарам за вниманието. Едно кратко прашање, ако може. Господин Драги Рашковски денеска на Фејсбук напиша дека утре ќе има пресконференција во 12 часот и ве повика и вас да присуствувате, бидејќи вели имало обвинувања од сите страни, па дури од ваша страна, и ве повика да присуствувате. Дали би отишло на пресконференцијата заедно со него? Јас на вашето прашање ќе одговорам со контрапрашање. Дали господинот Рашковски е над законодавната, извршната и судската власт? Драги Рашковски не може од позиција на генерален секретар на владата да повикува никого. Тој треба да биде повикан и овие сомнежи кои што ние ги објавивме, сакаме да бидат процесуирани институционално, така што тој треба да биде повикан во јавното обвинителство и тука да ги даде своите одговори. И ќе ви кажам уште нешто. Република Македонија е сериозна држава. Ова не е банкет држава, ниту па гранап држава, ние да се повикуваме едни со други, ова не е лична пресметка. Станува збор за криминал кој што треба да оди на штета директно на даночните обврзници, тоест на граѓаните на Република Македонија. Така што мислам дека колегата Рашковски има каде соодветно може да си ги брани своите позиции и да докажува својата невиност.